Денес во Бекстејдж во седнеме неколку минути во за моето око многу убаво и пријатно друштво, а знам дека истото мислење го делат и гледачите покрај малите екрани. Кристина Димитри ни направи чест и ни допатува во Скопје. Добар ден, како си кажа? Добар ден, одлично, секогаш во твое друштво и на Бекстејдж и се радувам на секоја наша средба. При крај на летото, почеток на есента, како се чувствуваш? Возбудена? Започна многу нови проекти. Нема денес се да откриеме во врска со тоа, за да оставиме простор да правиме уште едно интервју, а денес ќе ни гостуваш во рубриката Десетка. Малку да чуеме како размислуваш на одредени теми. Едва и чекам, а што се однесува до есента, летото, кај мене секогаш работно, одмор за мене се уште нема, се надевам дека во зимскиот период ќе се одморам неколку дена. Ќе почнеме со прашањата кои што ги подготвивме овој пат за тебе. Ме интересира, Кристина, кој е твојот најубав спомен од детството? Па, времето поминато со мојата фамилија, со мојот брат, секогаш одевме во училиште, имавме тренинзи исполнето време. Не бевме деца кои што се многу време на улица, затоа што така некако бевме воспитани, некако тој континуитет и ден денес го практикувам и поради тоа работам константно и мислам дека сето тоа е врежано некако од мали нозе. Родена и порасната во Тетово, ме интересира само за оној период кога беше војната. Како се сеќаваш, колку години имаше тогаш? Имав 5 годинки, поточно сум од Лешок, едно преубаво место, историско место. Па се сеќавам, можеби првите спомени од мојот живот се баш од тој период и не е баш убав период и не би да се присетуваме на лошите работи, така да само убавите нека останат во спомените. Сега, кога сме веќе кај убавите работи, кажи ми, што најмногу ја исполнува Кристина Димитри и што ја дава смисла на денот? Син ми, во секој случај син ми е баш онака, едноставно тој е задолжен за како изгледам, за мојата среќа, за моите успеси, за се што правам од кога постои он во мојот живот. Можам да кажам дека конечно мојот живот има смисла и се некако оди во нагорна линија. Дали во моментов можеш да се сетиш што е најубавото нешто што некој ти го кажал? Ајде малку размисли. Најубавото нешто што некој ми го кажал е мојот син, кој што често знае да го каже, не го кажал еднаш. Он често кажува ти си ми мајка и татко и во мене гледа мајка која што е херој за него и која што прави се и тоа ми е најголемиот успех во животот. Знае ли твојот син дека мама е позната, дека ја знае скоро цела Македонија, дали се гордее со тоа или уште е малечок да ги свати овие работи? Да, знае, дури самиот се интересира и секогаш му раскажувам и некогаш ми вика може да дојдам јас да дадам интервју, му викам не може. Се радува и баш е среќен кога одам во училиште и децата секогаш сум им нели интересна и сака да се околу мене, тука малку знае да е љубоморен, не сака многу да ме дели. Паметно момче на мама. Сега, кога сме веќе кај неговото јавно експонирање, бидејќи спомена сака да дава интервјуа со тебе, ти си една од ретките која што кога и да објавиш фотографија на социјалните мрежи со твојот син, не му го покажуваш лицето. Никогаш не сум те прашала, ниту оф рекорд, зошто е тоа така и ве сега ме интересира. Прво и основно поради неговата заштита, мислам дека секој дете треба да е заштитен и да не биде на социјалните медиуми без разлика дали си јавна личност или не, поради безбедност, а како некоја друга моја мисла е, не знам што ќе сака да биде во неговиот живот. И можеби не е паметно да го експонирам јавно, затоа што можеби неговата професија ќе бара да не биде толку експониран во еден момент, така да ќе оставам да си одлучи самиот кога ќе дојде вистинско време за тоа. Кој е најголемиот успех на Кристина Димитри, нешто што не може да се измери во пари? Нормално. Син ми, мојата фамилија. Тоа е времето со нив ми е бесценато и ако не постоја они, немаше да постојам јас, немаше да постои ниту еден мој успех понатака во животот. Така да моите родители, мојот брат и мојот син ми се најголемото богатство. Сега, од другата страна, на среќата, на љубовта, на задоволството, постои страф кај многу луѓе од нешто. Мене ме интересира кој е твојот најголем страф во животот? Дали постои нешто што Кристина се плаши?
Па не постои страв. Знаеле често да ме прашаат, но на вистина кога ќе размислам, еве како малечка се плашав од темница и мојот татко знаеше да ми каже ако веруваш во Господ не треба да се плашиш. И некако таа темница денеска си имплементирам на секоја лоша ситуација во животот и со вербата во Господ мислам дека не постои ниту еден страв. Ме интересира кога последен пат Кристина плачеше и зошто, макар тоа било од тага или од среќа, не знам, ти ќе ни кажеш. Па можам да кажам дека често плачам од среќа. Порано знаев да плачам и поради некои ситуации животни, но сето тоа ме направило денеска да сум јака личност и не допира толку до мене, нешто што не ми е толку важно во животот. Знам да се расплачам кога нешто мојот син знае да ми каже или да ме пофали или како и да е. И знам некој да се расплачам на песна. Песните знаат да допрат до мене многу често. Често пати во јавноста се споменува дека вака сега ти стана, ајде да кажам најпознат, ако може така да се каже, веднаш по твојот развод, беше во брак, па се разведе. Дали сметаш дека го имаше некако најпопуларниот развод во Македонија? Па мислам дека заслужувам награда за најпопуларен развод. Мислам тоа е за жално. Некако секогаш гледам да се насмеам на некои лоши ситуации кои нели се во минатото. Многу колеги новинари ја знаат Кристина и од 15 години кога бев мис на Македонија и така понатаму, но да, најголемата популарност за жал нели во генерално на Балканот е кога ќе ти се случи нешто што не е толку пријатно и тогаш веќе сите ги интересира твојот живот до детал. Само за крај на интервјуто, ќе ти дадам